По повод празникот на Оризари, Свети Атанаси, вчера на 31.1.2021 година во Оризари и Кочани присуствуваа заменик председателот на владата Љупчо Николовски, министрите за внатрешни работи и транспорт и врски Оливер Спасовски и Благоје Бочварски, заменик министер Трајан Димковски, потоа директор на Агенција за финансиска поддршка Никица Бачовски, директорката на Источно-плански регион Зуица Ангелова. Исто така, имаше присуство и на друга локална и централна свита од СДСМ. Министрите запалија свеќа и се пофалија за изграден пат во должина од 2 км. Почитувани граѓани, можете да предпоставите само колку чини вчерашната посета на владините и локалните представници, ако ги земеме во обзир само обезбедувањето и службените возила. Каде беа тие кога во Скопје имаше протест пред јавното обвинителство поврзан со случајот Монстр? Исто така, ќе ве подсетим дека во времето на ВМРО ДПМН се реализираа проекти како експресниот пат Штип-Кочани со должина од 28 км, со 4 ленти, вреден 21 милион евра. Се изградија повеќе локални патишта и правци, како пристапите кон Кочани и Оризар, кон Долни Подлог, кон Тракање, патот кој води до Браната Градче, патот кон локалитетот Дабот во село Бели, Оризар и Врговци, патот до Лешки, патот кон Јастребник, Пониква и многу други проекти. Доаѓањето на министрите во Кочани нема да го убеди народот во лажната борба против корупцијата, криминалот и непотизмот. СДСМ е 5-та година на власт и досега требаше да испорача барем некакви резултати. Оваа година го добивме како држава најлошото место според индексот за перцепција на корупција според Transparency International. Тоа е 111-тото место. Има ли подобар доказ за вашата клептоманска политика?